Добре дојдовте во Акцент. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ќе може да проследите кратка репортажа од одржаната тркалезна маса на тема состојбата на жените во предприемништвото во Кичево. Исто така ќе проследите и дел од она што се одвиваше во изложбениот салон на Центарот за култура Кочо Рацин Кичево, а тоа беше самостојната изложба на скулпторот Славчо Спировски, насловена како препакетирање на VX во H еднакво на 0. По трет пат оваа година во Кичево се одржа и отворениот ден на мултикултурализмот во организација на неформалната група Вреди да си од Кичево. А по повод големиот македонски празник, 23 октомври, ден на македонската револуционерна борба, во Кичево се одржа и манифестацијата Песни за јунаците. Акцент започнува. Следете не. Состојбата на жените во предприемништвото беше темата на тркалезната маса што се одржа во Кичево во организација на Сдруженијето на бизнис жени од Скопје и Сдруженијето за родова рамноправност еманципирана жена од Кичево. Во периодот јули-ноември активно се спроведува ова истражување, при што досега се завршени две фази за квантитативно и квалитативно истражување за состојбата со жените во предприемништвото во повеќе градови во Република Македонија. Сдруженијето на бизнис жени е носител и покренувач на идејата и иницијативата за развој на националната стратегија за женско предприемништво во Република Македонија. Тоа потекна како крај од еден голем проект регионален кој што се спроведуваше во Југоисточна Европа во последните 4 години. На крајот од целото тоа движење кое што го покренавме за развојот на женско предприемништво излезе како потреба дека треба да имаме национална стратегија, значи на национално ниво, за развој на женското предприемништво. Како потреба за развојот на таа стратегија излезе дека треба да направиме едно по-целисходно истражување на терен, за да ги согледаме состојбите за жените предприемачи, не само во Скопје, туку во цела Македонија, значи одиме сега на терен и правиме истражување. Првиот дел од истражувањето беше делот каде што имавме истражување преку прашалници, значи имавме фокал поинт исто така овде во Кичево, каде што господја Лилјана ни е фокал поинт за Кичево, значи се спроведе анкетата, доста добро, значи добар одзив имавме од испитаниците и доста добри и искрени одговори, мора да кажем. Следната фаза беше интервјуа со жени предприемачки, значи тет-а-тет интервјуа, каде што отворено разговаравме кои се нивните можности, кои се опции, кои се нивните барања за развојот на женско предприемништво. И сега како една трета фаза, завршна фаза од истражувањето е говор и отворено разговарање со невладиниот сектор и со институциите во 5 општини во Република Македонија, меѓу кои што ја одбравме и општината Кичево, каде што исто така преку нашиот фокал поинт господјата Лилјана успеавме да собереме прекрасен тим со кој што денеска отворено ќе разговараме кои се потребите, кои се проблемите, како се соочуваме со нив и што би сакале понатаму да бараме, за да можеме нормално да ја поттикнеме жената да биде предприемач, меѓутоа да биде добар предприемач, не само предприемач. Следна и последна фаза од истражувањето е избор и лоцирање на учесници на тркалезни маси, како оваа во Кичево, поврзани со темата за родови прашања, женско предприемништво или општо предприемништво и економија, кои се во план да се реализираат до крајот на месец октомври оваа година. А благодарение на соработката со Сдруженијето на бизнис жени која што имавме од Скопје, во изминатиот период, значи ете сега веќе да речеме скоро 2 месеци, успеавме да спроведеме локално истражување, теренско, во однос на тоа кои се потребите и општо каква е состојбата со жените предприемачки на ниво на општина Кичево. Самите значи резултати како такви од
од самото теренско истражување и прашалниците кои што беа направени, беа доставени значи до Сдруженијето на бизнис жени и обработени со сите останати прашалници кои што од теренското истражување кои што се спроведе на територијата на цела Македонија, па за да значи потоа дојдеме до таа втора фаза каде што имавме директни средби преку остварување значи на интервјуа со дел од жените предприемачки на територијата на општина Кичево, за да дојдеме до она што денес го имаме овде, односно значи оваа работилница. Тоа би представувало како еден вид на заокружување или како еден вид на една целина на првиот дел од она кое што го работиме со Сдруженијето. Секако дека не застануваме тука, веќе ќе имаме наредни чекори. Од ова денес кое што ќе произлезат одредени заклучоци, потоа значи фокусот ќе го ставиме на идни обуки кои што би се спроведувале на локално ниво за потребите на жените, би го најавила и формирањето на локалниот клуб на бизнис жени на општина Кичево. На тркалезната маса во Кичево се разгледа и продискутира состојбата со женското предприемништво, економското јакнење на жените и родовото буџетирање од аспект на локалната самоуправа, државните институции и невладини организации во Кичево кои работат на тие теми. Ако досега бевме навикнати да посетуваме изложби на дела од познати македонски скулптори, при тоа очекувајќи дека ќе видиме најразлични форми на скулптури, овој пат познатиот скулптор Славчо Спировски од Скопје пред кичевчани се представи со несекојдневна изложба на дела кои не беа класични скулптури, туку истите беа со висина 0, па затоа и самата изложба беше насловена Препакетирање на VX во H еднакво на 0. Во вечерашново издание на Акцент, почитувани гледачи, мој соговорник ќе биде скулпторот Славчо Спировски од Скопје, кој што во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево има изложено своји дела со наслов Препакетирање на VX во X еднакво 0. Во H еднакво на 0. Значи ова, сега не знам што точно значи, дали е некоја математичка формула или можеби е некоја уметничка формула, и еве токму верувам дека вие ќе ни откриете и нашите гледачи да знаат што токму се случува вечерва во Кичево. Најпрво честитки за оваа вечерашна изложба. Гледам дека има навистина голем интерес меѓу кичевчани. Очекуваме и се уште посетители да дојдат тука пред официјалното отварање. Може ли еве да ни кажете што точно означуваат овие дела кои што ги гледаме вечерва тука во Кичево, од што се изработени и која е всушност тематиката на ова што го гледаме тука? Па вака, како прво се работи за концептуална уметност, значи се работи за замисла, за размислување, начин на гледање и на некој начин понуда од моја страна за различно гледање на одредени дела. Значи јас како скулптор би требало да работам во 3 димензии, но се представувам тука со 2. Значи представувам испечатени фолии, пластифицирани фолии, испечатени се фотографии од моја изложба во Берлин, каде што исто така одев со дводимензионално представување на фотографии од изложба од Скопје. Значи, сакам да понудам малку друго гледање на двете димензии во 3 или трите димензии во 2. Малку по, ајде да кажеме, филозофски, малку со повеќе чувства треба човек да го погледне ова и малку да се задлабочи. Тоа всушност е на некој начин генералната идеја моја. Така, може ли еве сега да откриеме што точно значи ова препакетирање на VX во H еднакво на 0? Реков дека ова личи на некоја математичка формула, меѓутоа еве од ваш уметнички аспект, што точно сакате да кажете со овој наслов на вашата изложба? Значи, препакетирање всушност е кованица. Значи не е фактички збор, туку кованица составена од претходната, да речеме, наназад 2 изложби, односно претходно што спомнав изложбата во Скопје, каде што всушност изложив тродимензионални дела. Значи тоа беа скулптури изработени од картонски кутии. Понатаму го развив концептот на представување на фотографија од таа изложба. Значи ги препакувам, односно ги препакетирам тие дела за да ги представам во 2 димензии. Значи тоа е накратко изборот,
дополнението на насловот е дека Х еднакво на 0. Х како математичка во однос на математичките формули, Х е висината на одреден предмет. А тука Х, кажувам дека Х е еднакво на 0. Односно дека тие предмети кои што биле тродимензионални, сега ги представам со висина 0. А всушност треба да се замисли висината. Така, искрено, може би сите посетители кои што доаѓаат на изложби тука во Центарот за култура очекуваат дека на изложбените паноа ќе видат некоја уметничка слика или може би некое дело скулпторско. Навистина е сензационално и навистина е интересно да се види една ваква изложба каде што се она што вие го имате сработено е прикажано на самиот под тука. Може ли еве нешто да кажеме и околу вашата досегашна работа и секако вашите наредни активности, што се досега имате како автор понудено пред сите оние кои што биле присутни на вашите и самостојни, а може би нели и групни изложби каде што сте присуствувале и што е она што во иднина можеме да го очекуваме од вас како скулптор? Па како прво за во иднина да речеме дека се надевам дека ќе работиме понатаму. Има планови за следната година, но еве да не преюдицирам. Претходни представувања. Па неколку изложби имам во државава, во Скопје, нешто имаше представување надвор државата, од што можам да издвојам представување во Њу Йорк, во галеријата MC Gallery во Њу Йорк, во Берлин, Прима Центар галеријата во Берлин, како по-важни, надвор да речеме државата. Многу групни изложби кај што сум учествувал и физички, а и само со дело. Така да тоа е тоа накратко што можам да го кажам сега. Ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од Акцент на Мега телевизија и се надевам дека навистина со вакви интересни дела ќе не удостоите и во некоја наредна прилика. Ви благодарам многу и на интересот и на вашето присуство тука. Воден од страста за откривање на нови ликовни можности, Спировски ги истражува концептуалните природи во обликувањето на уметничкото дело. Сите овие белези се константа во неговото творештво од неговото прво самостојно јавно представување на изложбата Пирамидите во Х еднакво 0, за да продолжи сонатамошните негови проекти. Основната цел на скулпторот Спировски во овој проект е да се изрази слободата на авторот во мисловниот период на личното доживување и естетско-визуелно вообличување преку деконструкција и преобликување на класичните форми на визуелното изразување. Изложбата е поставена во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин во Кичево, а е под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија. На иницијатива од членовите на групата Вреди да си од Кичево, по трет пат на платото пред Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево се одржа настанот Отворен ден на мултикултурализмот на општина Кичево. Организаторите истакнаа дека сакаат да дадат пример и да го направат традиционален ден на добра соработка помеѓу граѓаните од различно етничко потекло, граѓанскиот сектор и општината. Мултикултурната разновидност во земјава често се гледа како потенцијален извор на конфликти, но мултикултурната разновидност може да се гледа како позитивна страна за животот во заедницата, причина за размена и промовирање на меѓусебно разбирање и пријателство. Идејата на овој настан е да се вреднува културната разновидност во општината и регионот, да се цени како богатство и заедничко наследство на локалната заедница и да се представи разноликоста на граѓанските организации во Кичево, истакна организаторите. По трет пат оваа година неформалната група Вреди да си од Кичево го организира овој отворен мултикултурен ден. Овој мултикултурен ден го организираме трет пат, значи 3 години едно по друго, со тоа што представуваме националните, традиционалните кујни, што се на ниво на Кичево, од сите етникуми што живеат во градот Кичево. Тоа се власите, србите, македонците, ромите, албанците и македонците, со тоа што со нашата традиционална облека, нашата традиционална храна го покажуваме и го докажуваме нашиот соживот кој што треба да го имаат и идните генерации.
Нашиот организација, односно нашиот овој настан што го организираме денеска е поддржан од Центарот за развој на заедницата, кој што се институционален грантист на Цивика Мобилитас, Центар Форум Мировен сервис, што има канцеларија исто така во Скопје. Исто сме поддржани и од организацијата на ОПСЕ и од општина Кичево заедно со градоначалникот Фатмир Дехари. Настанот го отвори градоначалникот на Кичево Фатмир Дехари, а пред кичевчани се обратија и Ерик Мантон, шеф на наблюдувачкиот оддел на мисијата на ОПСЕ во Скопје, Герит Крамер, директор на Форум Цивилен мировен сервис, канцеларија Скопје, а во име на групата Вреди да си од Кичево се обратија Сузана Тасевска, Неџбедин Сефери и Бинас Емро. Почитувани сите млади, гледам дека тука имаме многу млади лица, почитувани возрастни, почитувани родители, мајки, гледам дека вие сте работеле напорно денеска и вчера. Од сите етнички заедници што сте присутни денеска тука, дозволете да ја искажам моето задоволство како граѓани на општина Кичево и како градоначалник на општината за оваа прекрасна манифестација, отворениот ден на мултикултурализмот во општина Кичево. Кичево, иако мал град, многу со богатство зборува за својот диверзитет, за различностите, иако ние гледаме различности во поглед на кујната, традициите, фолклорот, облеката, јазикот, но тоа што е позначајно е дека сите овие различности ние ги гледаме од позитивна страна и на овој начин овој наш град представува еден модел на заедно почитување и на заедничко живење и делење на овој простор. Ние како институција ќе продолжиме ова манифестација веќе традиционална да ја поддржиме и да ја култивираме уште понатаму. Светот, како што знаеме, е еден конгломерат на различности, на држави, на нации, на култури, кои што за жал во неколку случаеви, нели, овие различности се доживуваат како закана и како конфликти. Но не треба да заборавиме дека сите нас не соединува заедничкиот простор. Живееме под едно небо и исто едно сонце не грее сите нас. И од овие природни феномени, појави, ние треба да ја изградиме нашата заедничка иднина. Во оваа пригода, од се срце, сакам да се заблагодарам нашите поддржувачи кои што се исто така и во нашата држава присутни и во нашиот град, мисијата на ОПСЕ во Скопје, нивните представници кои што и денеска се тука присутни, представниците на организацијата ЗФД, и да ви се заблагодарам вас, драги граѓани, во поддршката повеќе од 3 години која што вие ми ја давате во нашата работа која што ние ја правиме, и најдобрите сведоци на ова наша работа сте токму вие во сите области кои што ние ги покриваме како општина, но посебно во тоа што е многу значајно, поддршката што ние ја добиваме во поглед на соработката и на поддршката на различностите, без разлика од кои видови, етничка, верска и така натака, што ние како општина ја добиваме од сите вас. Сите вие тука денес присутни, албанци, турци, роми, македонци, ја правите општината поубава и полична. И на крај, сакам да ви посакам да поминеме добар ден во поглед на вкусувањата на нашите традиционални јадења подготвени од нашите мајки. Ви благодарам. Together with the excellent cooperation the OSCE mission. Ова е втор пат како ние како мисија на ОПСЕ од Скопје што го поддржуваме овој настан и сме повеќе фокусирани во делот на граѓанското учество. И во тој поглед гледате дека денеска околу штандовите ги имаме и представниците на граѓанските организации. Ние ќе продолжиме да ве поддржиме во развојот, во тој поглед во следните недели
ОПС емисијата ќе поддржи организирање на форуми во заедницата заедно со општината Кичево со цел граѓаните да бидат поблиску до процесите на донесување на одлуки. Овие форуми во заедниците ќе овозможат простор да граѓаните и граѓанските организации создадат простор и креираат диалог за да ги разгледуваат и заедно да ги решаваат проблемите кои што ги тангираат граѓаните на општината. Изборите доаѓаат и политичарите ќе ја бараат вашата поддршка. И ова е една добра прилика да вие ги подсетите политичките партии, политичарите дека тие треба да ве поддржуваат вас и преку овие форуми во заедницата вие ќе имате можност да ја искусите поддршката, нивната поддршка према вас като граѓани. Ланската година јадењата беа вкусни и одлични, прекрасни и јас едвај чекам да ги пробам и оваа година. It is a great pleasure for me to be here with you at this open day of multiculturalism. Драго ми е што денеска се наоѓам тука пред вас и можам да кажам дека ова изгледа одлично. Јас прв пат се наоѓам во Македонија и во Кичево, така да ова е голема, добра, позитивна слика. Форум ЗФД е присутен во општина Кичево уште од 2013 година, во која што присуство има голема поддршка на различни партнери во средината. И ние сме задоволни дека тука сме нашле луѓе кои што сакаат да направат позитивни промени и кои што веруваат во концептот на меѓуетничкиот соживот. Сите ние живееме во тешки времиња и сите треба да сме свесни дека мирот не доаѓа сам по себе. И за жал во Македонија се уште има линии на поделби и на поделба кои што се бруситни во македонското општество. И заради тоа ние сметаме дека овие настани во кои што сите заеднички се собираме се точки на комуникација и каде што ние можеме повеќе да се зближуваме и да допринесеме кон мирниот соживот. И исто така сакам да кажам дека сум среќен што тука гледам представници на различни институции, различни чинители кои што се сите тука заедно собрани, кои што се спремни да комуницираат, да соработуваат и сум уверен дека овој начин на поддршка и на соработка ќе допринесе за поголема соработка и диалог помеѓу граѓаните на општината и граѓанските организации. Мултикултурата представува еден од основните темели на кои што се гради нашата општина. Општина на различни култури, различна верска припадност, различен јазик на изразување, толку различности собрани на едно место, кои што од памтивек постојат и обстојуваат едни со други до ден денес. Мултикултурата е одлика обележена современоста, на демократијата, а тоа Кичево постојано го докажува. Неформалната група Вреди да си од Кичево е најдобар пример за тоа како треба да се грижиме за мултикултурните посебности, како цврсто се негуваат сите култури и на тој начин ги поттикнуваме граѓаните припадници на различните култури да се вклучат во ова прекрасна група со идеи и предлози за нови активности, бидејќи до сега се докажавме со дела на полето, на екологијата, на хуманоста, на религиите, едукацијата и ред други работи за кои доправа ќе се слушне. Одиме чекор по чекор кон решавањето на проблемите што ги имаат жителите на општина Кичево, но и надвор од Кичево, пишувајќи ја на тој начин историјата на Вреди да си од Кичево. Не дозволуваме мок и доминација на едните на другите. Мултикултурата ја негуваме низ еден добро осмислен процес, во кој што секој е свој и се изразува на свој начин, но делува за општото добро на сите. Основниот постулат на мултикултурата е инклузивноста, а тоа воедно подразбира дека не треба да се отворли своето за да се стане мултикултурен, туку дека не треба да се омаловажуваат другите. Многумина тврдат дека културните политики се најдобрата алатка
за зајакнување на гравитационата сила на либералните вредности и на капацитетот на државните институции ефективно да ги заштитуваат и унапредуваат овие вредности, бидејќи на таков начин државата го зацврстува својот поредок и си помага самата на себе со тоа што ги почитува различностите на сите граѓани кои што живеат на незината територија. Од самиот зародиш сме задоени со мислата дека култура е да го почитуваш другиот, да ги почитуваш неговите разлики, неговите ставови и сваќања, да научиш нешто повеќе за неговата вера, неговиот јазик, на изразување неговите културни обичаи. За тоа сведочат бројните остварени средби на групата Вреди да се од Кичево, посетата на различни верски објекти остварени се во текот на изминатата и оваа година, како и ова што го гледаме сите денес. Овој настан кој говори повеќе од илјадници искажани зборови, мисли, кој е доказ на вистинскиот мултикултуризам за кој што толку многу се говори, а ние сме пример како тој се живее секојдневно. Беа представени народни носи на етничките заедници кои живеат во општина Кичево, а кичевчани уживаа и во фолклорните игри на културно-уметничките друштва од сите етнички заедници. Трета година поред, неформалната група Вреди да си од Кичево го организира отворениот ден на мултикултурализмот овде на градскиот плоштад во Кичево, во центарот на градот. Веднаш до мене е еден од членовите на оваа неформална група, господинот Емин Мамудовски, припадник на ромската етничка заедница. Господине Мамудовски, вие сте активен член на оваа неформална група Вреди да си од Кичево и ова е, можам да речам, најголемиот настан кој што го имате организирано оваа година и секако и претходните 2 години. Како течеше организацијата и што се може да видат денеска кичевчани овде? Најнапред благодарам што сум поканет во емисијава. Овој мултикултурен ден, 22 октомври, представува еден синоним на сближување на сите заедници во општина Кичево. По трет пат се организира овој мултикултурен ден. Пред се, организацијата течеше по пленарни седници. Бевне организирани, значи, уште од почеток, кој зашто ќе работи, определен, значи, по фокус групи, ангажираност према активностите што ги имаме. Сакам да кажам дека целта на овај мултикултурен ден е сближување и соживот на сите заедници, промовирање и афирмирање на културата, културните вредности и традиционалната храна. Така да групата овозможи да биде задоволително на сите активности кои што предстојат, значи, денес да ги реализираме. Јас воедно сум председател на Сдруженијето за развој и интеграција на млади роми и ромки. Денес ние ќе настапиме со сплет на ромски хора, стари фотографии и изложба, значи, на штандот со флаери, постери од организацијата. Ги поздравувам сите мои сограѓани и посакувам долги вака да имаме традиционални денови. Благодарам. Во рамките на отворениот ден на мултикултурализмот во општина Кичево, а во организација на невладината и неформална организација Вреди да си од Кичево, членуваат и членови од турската етничка заедница кои што живеат во Кичево. Веднаш до мене е господинот Елвин Кансу. Господине Кансу, што за турската етничка заедница значат ваквите настани каде што сите заедно, сите етнички заедници кои што живеат во општина Кичево се заедно и ја прикажуваат својата култура и традиција? Добар ден на сите граѓани на град Кичево и во пошироко на Република Македонија. Ние како представници од турската етничка заедница, како дел од градот Кичево, сме едни од заедниците кои респектираат исклучиво ефендилог, тоест соживот заедно со другите етнички заедници. Ова организација Вреди да се од Кичево составена од сите етнички заедници кои живеат во градот Кичево. Постоеме веќе ова не е трета година кој сите етнички заедници сплотени во еден круг ги представуваме нашите
култури и традиции, преку храната, преку фолклорот, преку традиционалните облики кои ги сочинуваат тие заедници. Воедно, ние оваа година направивме една акција во расисување на културниот спомен, тоест Кичевското кале, Китино кале, воедно настрадените што беа пред минатиот месец, пред 2 месеца настрадените од поплавите, организиравме еден хуманитарен концерт, воено и хуманитарен базар. И денеска, како што гледате овој настан, сме дел од оваа организација како турска етничка заедница и се надаваме дека ќе продолжи како традиција во град Кичево. Она што најмногу ги заинтересира кичевчани е дегустацијата на вкусни локални специјалитети, великодушно подготвени од жители на Кичево, организирајќи македонска, албанска, турска, ромска, влашка и српска кујна. На отворениот ден на мултикултурализмот овде во Кичево представени се и националните јадења на сите етнички заедници кои што живеат во Кичево, македонци, албанци, роми, турци, срби и сите останати. Ние сме овде пред штандот на македонската кујна и веднаш до мене господинот Алексо Тришовски, член на неформалната група Вреди да си од Кичево. Господине Тришовски, навистина е вкусно, можам да речам, дури со поглед да се види ова што вашата екипа, односно сите вие кои што сте дел од оваа група и се потрудивте да донесете се она што е навистина најубавото од македонската кујна. Што организиравте вие денеска и што може кичевчани да дегустираат кај вас тука? Па вака, како член, рековме, на група Вреди да си од Кичево, јас со мојата сопруга спремавме сарма, некои благи работи и едно пите. А тука од моите другари и пријатели што се во целава екипа нема нешто што нема. Значи се е убаво спремано и чекаме моментот за да го отвориме оваа организација и нашата маса да повели нашиот народ и секој ден кој ќе помине да го проба нашава вкусна храна од нашава македонска кујна. Сигурно дека ви требаше многу време да размислите од толку многу убави јадења што ги има во македонската кујна, што да одберете. Кажете ми, вие како активен член на оваа неформална група, дали може би бевте вклучени во некој друг дел на организацијата на овој денешен настан? Па ја лично да ви кажам за ова, јас со сопругата одбравме да направиме сарма, кој што е традиционално на македонскава наша кујна. А за другиве работи, мислам, секогаш су активен, се да не набројуваме она како што кажам и порано за хуманитарните концерти. Што треба, ние сме тука секогаш за добриве работи, било што да биде. Ви посакувам многу успех во понатамошните активности и ве оставам да бидете денеска во служба на кичевчани. Ви благодарам и на вас како телевизија Мега и добри стари мои соработници. Отворениот ден на мултикултурализмот на општина Кичево е покренат од групата Вреди да си од Кичево во соработка со општината Кичево, а е поддржан од страна на Центарот за развој на заедницата Кичево, Форум Цивилен мировен сервис, Канцеларија Скопје и мисијата на ОПСЕ во Македонија. 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, синоќа во Кичево беше одбележан преку манифестацијата Песни за јунаците. Трет пат оваа година во организација на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево, а под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија, уметничкиот раководител на културно-уметничкото друштво Рацин, Јовица Блажевски, како иницијатор на овој настан, успешно ја долови патриотската атмосфера меѓу кичевчани. Јовица Блажевски, уметнички раководител на културно-уметничкото друштво Рацин од Кичево, е еден од главните виновници, можам да речам, за оваа манифестација која што години наназад се одржува овде во Кичево. Господине Блажевски, успешно повеќе години наназад ја организирате оваа манифестација. Навистина е честа голема да се биде дел од еден ваков проект, од еден ваков настан, каде што навистина се отсликува еден дел од македонската историја, еден дел од она што се нарекува почеток на државотворноста на нашата земја Република Македонија. Така е, пред се, веќе трета година поред, ја правиме она манифестација. Да бидам искрен, мислевме дека само една година ќе направиме како пилот проект, меѓутоа навистина интересот не само кај публиката, меѓутоа интересот кај учесниците на една ваква програма навистина голем.
Пред се тука се застапени сите членови на Кутрацин, фолклорната секција, пејачките групи, народниот оркестар и веруете дека овој проект се прави со голема љубов и задоволство, бидејќи на вистина е голем ден за сите нас. Дали може би, еве, ова година вашата програма за вечерашниот настан е веќе направена и очекуваме нели во секој момент да започне. Дали еве може би може да очекуваме веќе од наредната година да имаме и во некој дел попроширени содржини, каде што освен концерт со одредени песни и драмски моменти од нашата историја, би можеле да видиме и некои други содржини кои што би траеле и повеќе денови. Па сега јас би бил уште посреќен кога обележување на овој голем ден за Македонија би траел повеќе од една вечер. Ако даде Господ, се разбере, ние сме тука, се надевам ако ништо повеќе, едно 2-3 дена, 2-3 вечери, па да за да замине ова во една поголема манифестација, така да, пак ќе кажам, ако даде Господ, најверојатно ќе биде. Благодарам што одвоивте време и сигурен сум дека ве чекаат многу обврски околу организацијата. Се надевам дека убаво ќе си поминеме сите заедно вечерва. Благодарам на вас. Манифестацијата Песни за јунаците по повод 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, е во организација на Националната установа Центар за култура Кочо-Рацин од Кичево. Веднаш до мене господинот Игор Стојановски, координатор за програмски активности при Центарот за култура Кочо-Рацин од Кичево. Господине Стојановски, честитки за успешната организација и оваа година на оваа манифестација и кажете ни што точно ќе се случува оваа вечер. Ја користам оваа прилика, пред се ја користам оваа прилика да им го честитам на сите овој голем празник и да кажам дека оваа манифестација во рамките на годишната програма на Националната установа Центар за култура Кичево се одржува традиционално веќе трет пат поред. Исто така би додал дека оваа манифестација е ова проект под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија. И секоја година се повеќе и повеќе се зголемува интересот за оваа манифестација и имаме се повеќе и повеќе посетеност од нашите сограѓани. Песни за јунаците, за Гоце Делчев, за Јордан Пиперката и Даме Груев, за Наќе и Арсо, за Тодор Александров. Се пееја македонски патриотски песни за комитите, војводите, за Македонија. На одбележувањето на големиот македонски празник, денот на македонската револуционерна борба 23 октомври, овде во Центарот за култура Кочо-Рацин во Кичево, на манифестацијата Песни за јунаците, еден од естрадните уметници кој што гостува на оваа манифестација е познатиот естраден уметник Кирил Митовски. Кирил, здраво, и какво е чувството да се биде дел од токму една ваква манифестација кога се одбележува еден голем ден од македонската историја? Најпрво добро вечер, поздрав за сите гледачи. Навистина ми представуваше чест што добив покана посебно на еден ваков убав голем ден од Центарот за култура Кочо-Рацин Кичево. Не знам, јас искрено не би смеел да испуштам еден ваков ден. За мене е голема чест, убав ден, каде што вечерва ќе испееме да кажам по не познати песни за револуционерите. Останува на публиката да видам, се надевам ќе им се допадне. Така, може ли еве да кажеме дел од тие песни, да споменеме кои што ја отсликуваат сигурно самата историја на македонскиот народ и сигурно потекнуваат од времето кога е создадена внатрешната македонска револуционерна организација? Да, па добро, ќе се испеат песни, конкретно јас ќе испеам песна за Даме Груев, за Гоце Делчев и за Тодор Александров. Тоа се помалку познати песни. Се надевам дека уште дополнително ќе ги афирмираме и за помладите да слушнат нешто повеќе. Јас сум сигурен дека ќе биде така и ќе посакам уште многу вакви манифестации и твое присуство на сите вакви манифестации, особено оние кои што се од интерес на опстанокот на нашата македонска држава. Ви благодарам и на вас за убава најава. Ништо, јас само ќе посакам да уживате во концертот и нека е среќен празникот. Денот на македонската револуционерна борба со голем дигнитет секоја година се прославува меѓу кичевчани, бидејќи токму од овој крај се и најпознатите војводи и револуционери на ВМРО.
Тоа беше се што ви подготвивме и во ова издание на емисијата Акцент. Ве поканувам да бидете со нас и наредниот вторник, точно во 20 часот и 45 минути. Не ја менувајте фреквенцијата, останете со Мега телевизија. Довидување.